Во конкуренција од 100 ученици на возраст од 9 до 16 години од Штип, Кочани, Струмица и Виница, тимот од 8 ученика од Основното училиште Свети Кирил и Методи го освоија второто место на првиот државен натпревар кој во саботата се одржа во Штип на Универзитетот Гоце Делчев и обезбедија пласман за учество на регионалниот натпревар во целја Република Словенија на 16 март. Учениците задоволни од постигнатиот успех изјавија дека се надеваат дека од Словенија ќе се вратат со висока награда. Имавме многу забавно беше, се дружевме, постигнавме успеси, бевме второ место на државниот натпревар. Си поминавме многу убаво, соработувавме со многу од тимовите. Сите деца беа многу љубезни, ни честита и во главно си поминавме многу убаво. Овие ученици работеа под менторство на наставничката Сузана Анева, која е задоволна да се врати од државниот надпревар во Штип. На надпреварот учествуваат 10 екипи кои се надпреваруваа рамноправно во 4 категории: роботска игра, робот дизајн, проект и основни вредности. Навистина имавме убав и прекрасен ден исполнет со детска смеа, другарување, желба за дружење и се разбира желба за демонстрирање на знаењата кои што ги постигнаа самите ученици. Тимот од Средното општинско училиште Гоше Викентиев на надпреварот добија награда за роботски дизајн. Овој надпревар не само што ги поттикнува младите како нас на научно-истражителни дејности и не само што ги спрема во техничките науки како што е програмирањето и роботиката, туку и ги поттикнува младите на заедничка соработка и соработување со другите тимови. И целиот надпревар е замислен како интеракција помеѓу повеќе тимови. Професорот Гордан Анастасов задоволен бидејќи и кај нас за прв пат се организира надпревар по роботика. После долгогодишна работа од 2 години, една мисија што почнавме заедно со Ротари клубот Кочани Виница, успеавме да го донесеме и кај нас ова надпреварување во Фрст Лего лига и да имаме наше собствено правенство као сите држави во нашиот регион, кој што е самото правенство еден голем успех, бидејќи влеговме во картата на ова надпреварување кој што за ученици од ваква вредност, од ваква возраст може да е едно од погоре рангираните надпреварувања во светски рамки. 10 тимови, преку изработка на роботи и роботски дизајн, решаваа различни проблеми на астронаутите во Вселената. Надпреварите од оваа лига се организираат во цел свет, а годинава учествуваат околу 40.000 тимови од 98 земји. Факултетот за информатика при УГД Штип лиценцата за надпреварот ја доби од својот партнер Завод Суперглавче од Словенија, кој е одговорен за овој регион. Првата Лего лига е меѓународна мултидисциплинарна истражувачка програма што ги инспирира младите луѓе да истражуваат во науката и да решаваат реални проблеми.